Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Дали сте слушнале за мононуклеоза, инфекцијата што често ја нарекуваат болест на бакнежот, но дали на вистина се пренесува само преку бакнеж? Симптомите на болеста обично наликуваат на грип, но оперувањето трае подолго. Па како се препознава, диагностицира, лекува, кои се можните ризици и зошто понекогаш мононуклеозата останува непрепознаена? На оваа тема денеска разговараме со виш научен соработник доктор Сања Петрушевска-Маринковиќ, инфектолог. Разговорот ќе следува веднаш по блокот реклами, а ќе имате можност да поставите и прашања во програма. Останете на телма, следува едно корисно издание. Во денешната телма амбуланта зборуваме за мононуклеозата, инфекцијата која што е позната уште како и болест на бакнежот. Гостинка во студиото ни е виш научен соработник, доктор Сања Петрушевска-Маринковиќ, инфектолог од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Професорке, добро ни дојдовте во студиото на телма и добар ден. Благодарам на поканата. Каква болест е мононуклеозата? Што ја предизвикува оваа инфекција? Па, како што рековте, мононуклеозата или популарно позната како болест на бакнување или болест на бакнеж е акутна инфективна болест која што е причината од Епштајн-Баровиот вирус. Значи, вака е крстен вирусот, затоа што некаде во 1967 година двајца научници, Епштајн и Бар, го имаат изолирано за прв пат вирусот во Б лимфоцитите кај пациенти со Буркитов лимфом. Меѓутоа, оваа болест не датира од 67 година, прилично е стара болеста и за прв пат опишани се случаевите на еден така наречен идиопатски лимфаденит некаде 1880 година од страна на педијатар, руски педијатар Нил Филатов, кој што забележал неколку пациенти кои што имаат такви специфични симптоми кои што ги дава инфективната мононуклеоза. 1920 година, значи двајца американски научници, Спрунт и Еванс, исто така опишуваат кај неколку млади лица специфична болест со мононуклеарна реакција и од тогаш ја нарекуваат инфективна мононуклеоза. Значи, ова е историјатот на болеста и на, да кажеме, вирусот кој што е прв пат изолиран и кој што ја причинува. Докторке, Епштајн-Баров вирус, дали спаѓа во групата на херпес вирусите? Да. Епштајн-Баров вирусот спаѓа во групата на херпес виридија, тоа е едно семејство на херпес вирусна група или субфамилија на гама херпес вируси и носи слични карактеристики како и другите херпес вируси кои што спаѓаат во оваа група. Вклучително со цитомегаловирус, тука се и херпес симплекс вирусот 1 и 2, меѓу кои што е и Епштајн-Баровиот вирус. И сега го нарекуваат, ова болест се нарекуваат болест на бакнеж. Дали тоа значи ка се пренесува само на ваков начин, преку бакнеж? Па се значи нарекува болест на бакнеж затоа што преку саливата се пренесува, преку плунката. Преку плунката, а ние нели при бакнувањето разменуваме понекогаш и дел од дури и микрочестички, дури и поголема концентрација на саливата, меѓутоа болеста може да се пренесе и на друг начин, најчесто преку трансфузија на крв, преку трансплантација на органи, меѓутоа може и преку сексуални односи да се пренесе заболувањето. Али сепак генерално единствениот, односно не единствениот, али најчестиот начин на пренесување е преку бакнувањето или преку користење на предмети на кои што има остатоци од саливата од оној кој што е заболен или кој што е клицоносител. Чаша? Па чаша, да. Прибор за лична хигиена, четка за миење заби и слично, при користење на сличен прибор. Која возрастна група најчесто заболува од мононуклеоза? Така, мононуклеозата е болест типична на адолесцентскиот период и на периодот на младоста. Значи, заболуваат. Па, тогаш се и карактеристични, нели, бакнежите. Заболуваат најчесто пациенти од 15 некаде до 25 годишна возраст, во главном, ама не е исклучено дека и помалата група на пациенти, дека и дечињата ќе ја прележат болеста, али најчесто со некоја, велиме, субклиничка манифестација. Што значи субклиничка? Значи со помалку изразени клинички симптоми, за разлика овие во адолесцентската група што ја прележуваат, а може често да се
се сретне и кај одредени индивидуи кои што се постари, каде што исто ќе имаме фебрилитет, меѓутоа помалку изразени останати симптоми, а може да се сретне и да се врзи со некои други состојби, односно некои други болести за кои што исто ќе проговориме. Кои се првичните, почетните симптоми на мононуклеозата? Па во почетокот мононуклеозата има еден постепен почеток, значи со појава на една малаксалост, значи со појава на болки во мускулите или велиме миалгија. Повремено може да се јави и намален апетит или може да кажеме анорексија и после тоа може да се јави една покачена температура која што најчесто се јавува кај најголем дел од пациентите и која што може да биде со доста високи вредности, некаде од 38 до 39 степени Целзиусови. После овие први симптоми што ќе се јават, најчесто се развива кај најголем дел од пациентите тонзилофарингит или велиме ангина, која што може да биде лакунарна или псевдомембранозна по своите карактеристики. Што значи тоа? Тоа значи дека постојат налепи кои што се значи на тонзилите, причинети од цитопатогеното дејство, па слични на гонојна ангина, меѓутоа се вака доста понежни, скрамасти налепи, кои што со шпатулата, ако го прегледуваме пациентот, многу лесно може да се отстранат, а многу често, бидејќи секој вирус носи одредена имуносупресија, може да се јави и суперинфекција кај одреден помал број на пациенти, 10 до 20%, и да имаме суперинфекција или коинфекција со стрептокок пиоген, кој што најчесто се среќава во грлото, или со стафилокок. Меѓутоа, ова е во помал број, значи, од пациентите, најчесто пациентите имаат примарна вирусна ангина кај инфективна мононуклеоза. Значи симптоми на респираторна настинка? Да, дефинитивно. Со што најчесто се меша мононуклеозата? Па мононуклеозата во почетокот со поголем број респираторни заболувања може да кажеме да ја смешаме или да помислиме диференцијално дијагностички. Така може да почне и една инфлуенца, така може да почне по актуелни ковид, значи зборуваме, така може да почнат и некои други заразни болести кои што даваат ваков, велиме, мононуклеозен синдром. Значи, постојат и други неколку вируси и еден паразит кои што даваат ваков инфективен синдром. За да направиме диференцијална дијагноза, треба да го следиме текот, клиничкиот тек на пациентот, зашто тој во подоснежниот тек си ги пројавува карактеристичните значи симптоми и карактеристичната клиничка слика на мононуклеозата, а некогаш кога сме многу често сме во двојба за што станува збор, постојат одредени тестови кои што ќе ни помогнат за да дијагностицираме дали пациентот е инфективна мононуклеоза или не. И друга работа што сакам да напоменам, дека мононуклеозата, за разлика од болестиве што ги спомнав претходно двеве, значи нити грипот и ковидот, не се јавува во епидемиски размери и не се пренесува толку лесно, односно нема таква висока контагиозност. А има ли некој специфичен симптом кој што ќе направи клучна разлика помеѓу грип и ковид, например? Ќе поутечат ли жлездите, например? Тоа сакам да кажам. Може да се јават реактивни лимфни жлезди и кај ковид и кај инфлуенца, меѓутоа не толку големи и не во такви размери како што се јавуваат кај инфективната мононуклеоза. Тоа е една од типичните карактеристики покрај ангината. Се јавува еден реактивен лимфаденит, во главном се зголемуваат вратните лимфни жлезди, најчесто на ангулусот, значи на аглите на мандибулата, кои што можат да достигнат големина дури од 5 сантими па и поголеми и понекогаш може со околен оток, односно едем, да наликуваат на кокошкино јајце и тоа малку драматично изгледа и внесува страв во главдом кај родителите. Освен овие жлезди, има лимфаденит може да се јави, односно зголемување на другите жлезди од организмот. Подпазовните, значи оние што можеме да ги испалпираме, може да се јават, значи трахеобронхијалните жлезди па да причинат некој тип на кашлица. Значи и жлездите во абдоменот, така да направат еден вид на мезентеријален лимфаденит кој што е во склоп на самото заболување. А може ли болеста да помине без никакви симптоми?
Може. Значи, постојат пациенти прво кои што болеста преминува со многу лесна симптоматологија, без јасно изразување на сите овие симптоми за кои зборуваме, и пациенти кои што ќе поминат и со некоја мала температура или без температура, а постојат пациенти кои што го носат вирусот, се клицоносители велиме, а не пројавуваат никаква клиничка симптоматологија. И тие се многу значајни од епидемиолошки аспект, значи од аспект на тоа што тие се у суштина преносители на заболувањето. Постои ли некаков лек за мононуклеоза? Специфичен лек за инфективна мононуклеоза не постои. Значи, ние даваме само симптоматска терапија за да ги олесниме симптомите кај пациентот. Постојат испитувања на многу лекови кои што би можело да имаат влијание, односно да делуваат цидно или да го убијат Епштеин-Бар вирусот, меѓутоа до сега ниеден од нив не се покажал како вистинскиот лек кој што би се употребил против самиот вирус. А колку време трае инкубацијата од контактот со вирусот до појавата на симптомите? Ова е нешто што е исто типично и карактеристично, па кога споредуваме со другите заболувања, како што се грип и ковид, каде што имаме доста пократка инкубација. Кај грип, знаете, инкубацијата некаде изнесува 1 до 4 дена најмногу. Кај ковид, во последно време инкубацијата дознавме дека е многу покуса од тоа што се мислеше, па знае да биде, значи, од 3 до 5 дена до 7 дена, овде имаме една многу долга инкубација. Значи, инкубацијата е некаде од 30 до 45 дена. Навистина значи, долго, месец дена, па дури и повеќе се потребни да поминат од контактот на пациентот до пројавување на првичната симптоматологија. И обично колку време трае опоравувањето, односно лекувањето? Споминавте дека се дава терапија за ублажување на симптомите, што значи организмот самиот треба да се избори со оваа состојба. Така. И колку време обично трае? Сето таа борба? Целата таа борба првично, значи, да кажам, после појавата на општата симптоматологија, она што велиме миалгијата и намалениот апетит, односно и на петенцијата, малаксалоста, се јавува, нели, и се развива најчесто ангината, односно ексудативниот фарингит, зголемување на жлездите на вратот, многу често имаме отекување, пошто самиот вирус го атакува целокупниот ресистем, ретикулоендотелниот систем, кој што учествува во одбрана на организмот, и вирусот е лимфотропен, велиме, односно ги сака лимфоцитите и целиот лимфоцитарен систем, така да после тоа се јавува, може во второ време да се јави, значи, хепатално оштетување, односно воспаление на слезената, а може да се јави еден ИСИП многу често кај одреден број на пациенти, нека и сите, кој што ИСИП многу често наликува, велиме макулозен ИСИП, кој што наликува на морбили, па го налекуваме морбилиформен, или наликува на скарлатина, која што е дечја болест. Знаете за скарлатината или шарлахот, и велиме дека ИСИПот може да биде и скарлатиниформен. Да наликува на стрептококен, всушност. Да наликува на стрептококен, меѓутоа не е стрептококен, него е причинет од самиот Епштеин-Бар вирус, и затоа велиме дека е скарлатиниформен, а не е скарлатина. Сега како го докажувате присуството на овој вирус? Ке треба да направите некаков бриз или пак доволни се анализи преку крв? Така. Или самата клиничка слика на пациентот? Значи, прво ние се водиме иницијално од клиничката слика на пациентот. Секогаш, кај било кое заболување. После тоа, тука се лабораториските анализи кои што ни ја даваат првичната ориентација. Зборуваме исто и за возраста кај пациентот, пошто кај млади пациенти со таква клиничка слика секако дека ќе помислиме на мононуклеоза. Второ, лабораторијата ни помага за тоа што во крвната слика ќе забележиме многу често една леукоцитоза, која што знае да биде дури многу висока. Некаде дури 30 до 50.000 леукоцити кај некои пациенти можеме да нотираме. И нотираме една лимфоцитоза од која што некаде 50 до 70%, значи се моноцитни лимфоцити, од кои што 10% се така наречени атипични лимфоцити, и оваквата крвна слика многу ни помага, значи, да предпоставиме, односно да се посомневаме дека пациентот е заболен од инфективна мононуклеоза. Меѓутоа,
и некои други вирусни болести, вклучително рубелата, цитомегаловирусот, еден паразит како што е токсоплазма гондии, понекогаш дури и некои вирусни хепатити може да имаат ваква слична клиничка слика на почетокот, па за да ја одвоиме, инфективната мононуклеоза од овие заболувања кои што даваат исто така мононуклеозен синдром, инаку мононуклеозен синдром дава и ХИВ вирусот, морам да напоменам, тогаш правиме поспецифични иследувања. Во смисол, достапен е еден брз тест кој што го викаме Полбунел-Дейвидсон или моноспот тест, кој што е една аглутационен тест кој што ни дава брза ориентација. Ако е позитивен, тогаш во секој случај, иако имаме адекватна клиничка слика и лабораторија, можеме да кажеме дека пациентот боледува од инфективна мононуклеоза. Многу често овој брзиот тест знае да биде лажно позитивен кај одреден број на пациенти, а поради тоа применуваме серолошки тестови. Што значи серолошки тестови? Серолошки тестови се тестови земени од крв, кои што во суштина серолошки тестови ни го детектираат антителата што организмот ќе ги создаде кон вирусот кој што го нападнал, односно кон вирусниот капсид на самиот вирус, и тоа се така наречени антитела против Епштайн-Бар вирусот од IgM класа, кои што се позитивни, кои што ни укажуваат на тоа дека имаме свежа инфекција во моментот. За да се создадат тие антитела, потребно е одредено време. Колку обично? Па обично некаде 10 до 14 дена. Значи не може на самиот старт на болеста да се открие. Може некогаш рано да го направиме тестот, да имаме типична клиничка слика, да имаме типична, да кажам, крвна слика, хематолошки да ни е подкрепена клиничката слика, ама тестот да не биде негативен, затоа што сме го земале малку порано, оти на организмот му е потребно време за да создаде антитела против било која болест, така и против инфективната мононуклеоза. Дали диагноза може да постави само специјалист инфектолог или пак иматичниот доктор? Секако. Зашто да не? Иматичниот лекар, кој што веројатно во својата кариера има видено доста инфективни мононуклеози, може да постави суспекција за болеста, па дури диагноза. Меѓутоа, анематичните лекари многу често не им се достапни ваквите тестови, реално во пракса гледано, па поради тоа, кога ќе се посомневаат на болеста, многу често ги упатуваат пациентите и на клиника за преглед и за потврдување на диагнозата. Многу често некои од нив имаат и потешка клиничка слика и бараат и хоспитално лекување. Тие ги задржуваме за болничко лекување. Професорке, колку е често овој вирус и дали сите млади во тинеџерските години ќе дојдат во контакт со него? Верувам да. Сите сме дошле и сите доаѓаат во контакт, меѓутоа не секој пациент, односно не секој контакт ќе резултира со болест. Рековме, еден дел од нив ќе заболи од оваа заболување, кај некого ќе помине со полесна клиничка слика, кај некого ќе помине со потешка клиничка слика и секако тие со потешката клиничка слика ќе побараат, и тие со можни компликации од заболувањето, помош од инфектолог, односно ќе бидат задржани на лекување на клиникава за инфективни болести или евентуално во некои, да кажам, порани години ќе побараат помош на клиниката за детски болести. Откако ќе се прележи овој вирус, повеќето пациенти велат дека чувствуваат умор со месеци. Точно. Зошто е тоа така? Точно. Самото прележување на заболувањето носи една, велиме, имуносупресија, која што ја прават поголем дел од вирусите, и една замор и малаксалост, која што знае да трае подолго време. Обично е некаде нормално да заморот, малаксалоста траат неколку недели, меѓутоа се случува кај некои пациенти да траат и неколку месеци. Така да ние многу често на оние пациенти кои што во главном се во адолесцентски период, кога се физички активни, кога спортуваат, им препорачуваме после прележувањето на болеста одреден временски период отсуство од физичка активност. Да мируваат едноставно и да не спроведуваат некои посериозни и потешки вежби или физички активности. Колку време да не спортува?
Па сега релативно е тоа, опарувањето е релативна работа, ние ги следиме пациентите после испис, ги викаме на контроли, па кај некои ќе нотираме нели дека опарувањето оди побрзо, дека малаксалоста се губи, меѓутоа кај некои обстојува и подолго време, па ние и подолго време препорачуваме абстиненција од посериозна физичка активност. Кај некои се плашиме, пошто самиот вирус дава отекување на јетрата и на слезената, посебно кога е слезената во прашање, дека во таа не се враќа во првобитната положба наеднаш. Потребно е време да се повлече отокот од слезената и поради тоа препорачуваме да при физичка активност случајно не се случи некој удар, кој што би довел до руптура на слезената, до прскање, која што е многу сериозна компликација и прилично понекогаш живото загрозувачка. Дали оние кои што имаат синдром на хроничен замор по прележувањето на мононуклеозата, кој што некогаш можеби трае и повеќе месеци па и година, секогаш ќе имаат воспален црн дроб или слезина? Не. Не? Не. Значи, воспален црн дроб и слезина трае одреден временски период и постепено се повлекуваат воспаленијата. Не се поврзани едното со другото? Значи не. Малаксалоста и заморот не е поврзан. Јас тоа го спомнав како една од причините понекогаш за да не се, значи, спроведува некоја физичка активност каде што може да дојде до некој погруп контакт, например при спортување кај младите, меѓутоа заморот не е врзан. Може да се повлече и слезената, може да се повлече и отокот на хепарот, односно на јетрата, а малаксалоста да продолжи да презистира. Ама тоа е типично и карактеристично за болеста, меѓутоа и таа малаксалост со тек на време ќе се повлече. Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во програма со нивни прашања, почитувани емисијата е контактна. Кога зборуваме за можните компликации, понекогаш вирусот на мононуклеоза е во корелација со некои хронични заболувања. Има ли вистина во тоа? Тоа можеме да го прочитаме. Да, точно. Па еден од ретките вируси за кој што велиме дека е онкоген вирус, значи е баш Епштајн-Баровиот вирус. Спомнав дека првпат е откриен и кај еден таков лимфом и многу често се врзува, значи, со појавата на Буркитов лимфом. Тоа е еден тип од оние беклеточни лимфоми. Се поврзува и со други лимфопролиферативни заболувања, тоа се во главном хематолошки заболувања, како што се, например, Ходжкиновата болест, како што се назофарингеалниот карцином, како што се лимфопролиферативниот синдром кој што ќе се јави после трансплантација на одредени органи. И исто така, во последно време се почесто се поврзува и со карцином на желудник и на останати некои органи што содржат мазна мускулатура. Меѓутоа се поврзува и со некои хронични заболувања, значи во некои исследувања сега од 22 и 23 година, како што се, например, мултиплекс склерозата, која што е едно многу сериозно невролошко заболување и утврдено е дека не да ја причинува мултиплекс склерозата самиот вирус. Да се разбереме, за да се јави такво заболување, потребно е да има генетска предиспозиција, да има фактори од околината, ама утврдено е кај одреден број на пациенти кои што се следени дека оние што прележале инфективна мононуклеоза имаат вакви фактори, многу побрзо ќе заболат од мултиплекс склероза. Сега како се објаснува тоа вирус што предизвикува релативно обична настинка, вироза, да биде поврзуван со вакви сериозни хронични заболувања? Така, значи, постојат одреден број вируси кои што се поврзуваат со одредени заболувања, па одреден број на бактерии. Во последно време, нели, како се развива медицината, како се развиваат техниките на детекција, на таков начин дознаваме се повеќе и повеќе дека одредени видови на вируси и бактерии имаат влијание за развој на поголем дел на заболувања, меѓу кои што Епштајн-Бар како вирус, ја мислам дека предњачи во корелацијата со ваквиот вид на заболување. Докторке, дали сите што ќе прележат мононуклеоза се во ризик да развијат сериозна болест или тоа е само одредена група на пациенти? Значи, сите што ќе прележат мононуклеоза, ќе ја прележат мононуклеозата и ќе имаат еден доживотен имунитет.
Меѓутоа, заболувањето е само лимитирачко, значи знае понекогаш да даде потешка клиничка слика, знае понекогаш да даде одредени компликации, меѓутоа некај сите ќе се развие сериозна болест. Да не ги плашиме гледачите. Тоа е една изузетно мала група на пациенти. Ретки случаи, исклучителни случаи, каде што постојат други предиспонирачки фактори за развој на овие сериозни заболувања, а вирусот веројатно во корелација со тие фактори само придонесува, значи да се пројави или да се појави порано тоа заболување. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Се исклучил гледачот, во ред продолжуваме понатаму. Значи не треба да се крива паника. Не, секако. Но оние кои што прележале потешка форма на мононуклеоза, дали има потреба да се следат, да се прават некакви лабораториски испитувања за можеби да се фати некоја болест на време? Така. Оние што прележале мононуклеоза, ние пред се при испис, пошто многу често кај по еден одреден број на пациентите, некаде над 50% пројавуваат, односно развиваат, рековме хепатално оштетување, па имаат покачена аминотрансферазна активност, жлездите на вратот не се повлекуваат така лесно. Ние ќе ги пуштиме на домашно лекување и после одреден временски период ги викаме на контрола за да видиме дали тоа хепатално оштетување е вратено во нормала. Секако препишуваме и хепатопротективна терапија, значи дали жлездите се враќаат во нормала, дали обстојуваат можеби, и ако нешто од овие, значи работи обстојува, ако не обстојуваат жлездите, ако имаме сомнение дека крвната слика не се регулира, не се враќа во првобитна состојба, тогаш може да направиме аларм или пациентот да го упатиме во друга институција за понатамошни испитувања. Меѓутоа, ако се прележи мононуклеозата, ако веќе пациентот се наоѓа во една релативно добра општа состојба, со една добри крвни лабораториски параметри, значи потреба од некое посебно следење не постои доколку не пројави одредена симптоматологија која што не би можеле да ја поврземе само со прележувањето на инфективната мононуклеоза. Во тој случај може лекарот, значи, да размислува адекватно на тоа каква симптоматологија е пројавена, да го упати својот пациент и на некој друг специјалист, значи кој што би направил одредени проследувања за детекција на некое евентуално друго заболување. Меѓутоа, да кажеме уште еднаш, оваа се многу ретки случаи. Во главном болеста завршува, значи, со излекување и со повлекување на скоро сите симптоми кои што ги дава Епштеин-Бар вирус. Значи, ова информација не треба да ги загрижува силно гледачите? Дефинитивно, да. Треба да бидат предпазливи, но не треба да бидат во паника во никој случај. Дефинитивно, да. Постојат одреден број пациенти кои што ќе ја прележат мононуклеозата и кои што нити ќе го детектира матичниот лекар, нити ќе детектира специјалистот, ќе си помине болеста, значи без да остави никакви последици, никакви, да кажам, несакани ефекти од заболувањето. Споменавте дека оној што еднаш прилежал мононуклеоза не може втор пат да се разболи, значи болеста не може да се врати. Не може да се врати. Но вирусот останува во телото. Дефинитивно, да. Вирусот ги сака многу Б лимфоцитите, значи тие се дел од нашата одбранбен механизам, и тој после прележувањето во една инкомплетна форма, велиме, останува во Б лимфоцитите и може многу често при некои други имуносупресии да се направи реактивација на самиот вирус, или кај некои индивидуи кои што се имунокомпрометирани, болеста може да завземе еден хроничен тек. Па да имаме една хронична форма на болест, меѓутоа тоа се случаи кои што изузетно ретко се јавуваат во клиничка пракса, да имаме хроничен тек на заболувањето. Што значи тоа? Со години да ги имаат симптомите? Подолго, да. Долготраено, значи не мора да биде со години, може и со месеци, меѓутоа подолготрајна температура, подолготрајна, да кажам, лимфаденопатија, подолготрајни некои други компликации, оштетувања кои што може да ги причини вирусот, и тој самиот знае да даде и компликации на заболувањето. Значи, заболувањето може да, односно самиот вирус може да причини намалувањето на бројот на гранулоцитите
или да даде комплетна, велиме, агранулоцитоза. Значи, тоа се еден дел од леукоцитите кои што учествуваат во нашата одбрана. Па може да даде намалувањето на бројот на тромбоцитите. Па велиме, може да даде многу сериозна тромбоцитопенија, а тромбоцитопенијата од своја страна носи ризик од крварење. Може да се јави понекогаш дури и не само едно оштетување или хепатална лезија, туку може да се пројави како акутен хепатит кај некои одредени индивидуи, во главно во детска возраст. Без иктер, меѓутоа со една висока аминотрансферазна активност, меѓутоа и хепатитов, нели, со тек на време, со адекватна хепатопротективна терапија и следење, знае да помине и да се повлече. Може да се јави понекогаш и пневмонија, многу ретко. Може да се јават компликации на срцето како што се миокардит, миоперикардит и слично, ама ова се многу ретки компликации. Како што и руптурата на слезената е ретка компликација, се јавува некаде кај 0,3%, значи кој е тој многу мал број на пациенти, и поради тоа ние кога ги прегледуваме ваквите пациенти, кога палпираме слезена, гледаме да сме повнимателни и да не ја палпираме слезената грубо и агресивно за да не се направи руптура. За не се направи никаква белја. Сега кога станува збор за овој вирус што се задржува, значи во телото, дали е тоа исто како и останатите херпес вируси? Дали сите херпес вируси, бидејќи кога некој ќе прилези овчја сипаница, потоа може вирусот да се реактивира и да се добие херпес зостер. Точно. Значи сите херпес вируси остануваат доживотно во нас? Херпес вирусната група е таква група, значи вирусите знаат да останат, а кога е ВЗВ вирусот во прашање или варичела зостер вирусот во прашање, тој исто така останува во организмот, значи повторно во една инкомплетна форма и може при некои одредени фактори на ризик од средината, дали е тоа стрес, дали е тоа некоја друго заболување, може да се реактивира како херпес вирусна инфекција, која за разлика од варичелата има сличен осип, ама некои сосема други своји карактеристики. Имаме гледач, ќе му дадеме можност да се вклучи во програма и да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката. Ви благодарам. Имам едно прашање. Дали има начин да се заштитиме за да не дојде, односно да се спречи вирусот да навлезе во организмот во телото? И дали има одредена возраст или било кога може да се појави мононуклеозата? Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дел од прашањата би одговорени на почетокот на емисијата, но зошто да не да се повториме. Секако да. Значи начин да се заштитиме од вирусот е ако имаме заболен во својата средина, вирусот не се пренесува многу лесно, може само да користи собствен прибор за лична хигиена и собствен прибор за исхрана, значи да не пиеме од иста чаша, да не користиме исти прибори за лична хигиена и да одбегнуваме бакнување со заболениот. Тоа би било еден вид на превенција, секако. Но некогаш и не знаеме дека сме заболени, сме носители, ќе дојдеме и ќе бакнеме некое детенце. Така се пренесува? Така се пренесува, да. Меѓутоа, во главном, значи, зборуваме за болест која што е болест на адолесцентскиот период. Значи, на млади луѓе. Ние верувам дека многу пати сме дошле во контакт со вирусот, или сме се сензибилизирале и сме го носеле вирусот, или сме го прележале вирусот, некогаш знаеме за тоа, имаме информација, а некогаш и немаме информација за тоа. Поминал како некоја ангина, зголемени лимфни жлезди на вратот, некоја малаксалост, која што не се препишувала на овој вирус. Така да, со малите деца и онака треба да внимаваме, за да кажеме кога се во некоја вулнерабилна доенечка возраст. Меѓутоа, ако станува збор за поголеми деца, не толку лесно се пренесува болест. Така да, бакнувањето во образ секако дека не е нешто што е страшно за пренесување на болеста.
Сепак станува збор за бакнеж каде што ќе се размени дел од саливата. Аха, бакнеш во уста. Да, така е. Добро, имаме уште гледачи, уште прашања од гледачи кои што ќе ги слушнеме во продолжение на денешната тема амбуланта. Добар ден. Ало. Во програма сте? Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката, меѓутоа не со вашава тема. Дали ќе може да ја прашам или не? Ајде, во ред. Може. Во ред, повелете. Поздрав до докторка Сања. Дали Благодарам. специфичниот менингит, пошто знам кога лежев беше работеше на инфективно, специфичниот менингит, дали може после некој известно време да појави проблем со слухот? Да немате уште некој прашање, докторке? Не. Не. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Така. Значи, секој менингит која ќе се прележи, знае да даде одредени секвели. Без разлика дали е специфичен менингит, дали е менингит од некоја друга етиологија, како една од секвелите може да се јави и оштетување на слухот. Меѓутоа, не мора да значи секогаш дека оштетување на слухот, кое што е настанато кај пациентот, е настанато како резултат на тоа, али секако дека е можно. Сепак, како и да е, ќе треба да се јави на орала специјалист, да направи одредени аудиолошки испитувања, значи кои што ќе покажат какво е оштетувањето, од која етиологија е и како може да се помогне ако веќе не е некое трајно оштетување. Ајде да вклучиме уште еден гледач со неговото прашање. Добар ден. Уште една можност за гледачот, бидејќи добив знак дека е на линија. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Добар ден. Еве ќе почекам уште малку. Уште една шанса за гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Многу голема благодарност за докторката, многу едукативно, многу убаво ни објаснето. Само имаме две прашања. Така. Околу мононуклеазата. Дали може, не слушнав, убаво ве пратев, дали може да се случи да има леукопенија, намалување на леукоцитите, и дали може, бидејќи мојата черка има прележано на адолесцент, кога беше, мислам, тинејџер, дали може да се јаве тие налепи на грлото, што се јавуваат како наслаги, дали може да останат, уште ги има и ги чисте. Дали е од тоа последица или нешто друго? Така, постојано има налепи на грлото, ако ве разбрав добро, и има потреба да ги чисти. Дали е тоа поврзано? Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Па, овие налепи веројатно може ги имала во тек на, значи кога ја поминувала инфективната мононуклеоза, меѓутоа дека тие се трајни, не се трајни. Тие се повлекуваат. Значи, меѓутоа таа може да има проблем од некоја друга природа, во смисол да се тоа тонзили кои што се со крипти, кои што се хронично заболени, да страда често од ангини и постојано да прави одредени налепи во грлото. Дури и дел од храната понекогаш во тие крипти знае да се задржува, па да се прават малечки инкапсулати кои што треба да се чистат. И тука ќе треба совет од страна на орала специјалист да види прво колку се здрави тие крајници, колку се функционални и дали има потреба да се отстранат доколку пациентката повеќе од 3 пати годишно или 4 пати годишно прави, значи, ангини, односно воспаление на тонзилите. Но нема некоја директна корелација со прилежаната мононуклеоза во адолесценцијата? Мононуклеозата баш кај таквите форми, значи кај таквите во тип на тонзили, некогаш знае да биде и со потешка форма. Кај оние пациенти кои што имаат чести тонзилити, може да се јави мононуклеоза, која што може да има многу често суперинфекција, значи или со пиоген стрептокок ако се носители, или со стафилокок многу поретко, меѓутоа да. И во тој случај единствено, значи, е потребно да се внесе антибиотик,
во терапијата, меѓутоа само ако имаме потврда од бриз од грло. Ако немаме потврда од бриз од грло, болеста е вирусна и антибиотик во лекувањето на болеста. И покрај тоа што има наслаги. И покрај тоа што има наслаги, доколку наслагите се само од вирусно потекло. А гледачката имаш уште едно прашање во однос на крвната слика, дали леукоцитите, ако не се лажам, прашам, може бидат намалени? Леукопенија да се јави, потипично за мононуклеозата, да се јави леукоцитоза. Со тие специфични мононуклеарни клетки, мононуклеарни лимфоцити предоминантни, меѓутоа гледајте од секое правило постаат исклучоци, така да можно е да била мононуклеозата и со леукопенија, меѓутоа потипично за овој тип на заболување е леукоцитозата. Така, имаме ли уште еден гледач во програма што треба го вклучиме? Не си исклучил. Добро, продолжуваме понатаму. Докторке, во однос на заразноста од оние кои што се болни од мононуклеоза, во кој период се заразни за околината? Значи, дали само кога ги имаат симптомите? Дали може би во периодот на инкубација? Така, значи некаде пред крај на инкубацијата почнуваат, односно стануваат заразни, а најзаразни се во првите 2, да кажеме, до 4 недели, кога јасно се изразени симптомите од болеста. Како минува времето, така заразноста опаѓа, меѓутоа одржувањето на заразноста кај мононуклеозата знае некогаш, кај одреден број на пациенти, да биде и подолго. Па нотирани се случаи каде што заразноста дури се провлекува и со месеци кај одредени пациенти, па некаде 3 до 6 месеци може да бидат инфективни или заразни, меѓутоа сепак, да кажам, во првите 2 до 4 недели од заболувањето, заразноста или продукцијата на вирусите преку саливата е најголема. Доколку дојдеме во контакт со некој што е заразен со овој вирус, односно има мононуклеоза, може ли нешто да направиме за да спречиме да се развијат симптомите, да речеме голема доза витамин D, витамински некои препарати, нешто за зајакнување на имунитетот, некој секако имуностимулат? антиоксидансите за кои што зборувате и D витаминот кај сите респираторни болести, значи има позитивно влијание. Меѓутоа, да направиме нешто, да не воспоставуваме близок контакт. Би било да се тоа, значи, поблиски сексуални контакти, дали се да се тоа контакти со бакнување, од мононуклеозата на таков начин само се пренесува и уште еднаш да повторам, не е толку заразна, односно толку контагиозна болест како останатите респираторни болести за кои што малку говоревме претходно. Не е толку заразен, но вирусот е чест. Дефинитивно да. Го има во нашава средина, го имало, значи веројатно и ќе продолжи да го има, а сознанијата со тоа што прави вирусот, какви компликации дава и со кои болести е врзан, веројатно се повеќе и повеќе ќе се продлабочуваат, па може ќе говориме и за некои други поврзаности на овој вирус со одредени заболувања. И моето последно прашање за денеска се однесува до еден ваш совет до родителите кои што се загрижени за нивното дете, доколку развие некој симптом на настинка, дали е мононуклеоза или не, како да постапат? Така, значи, ако клиничката слика потсетува на мононуклеоза, меѓутоа е лесна клиничка слика, кај малите деца знае да помине со многу полесна клиничка слика, како исто што поминува и аденовирусна инфекција, и таа дава еден мононуклеозен синдром, нема простор за грижа. Значи, со симптоматска терапија ќе се повлече симптоматологија и детево ќе ја прележи болеста доколку се заболело, нели? Доколку има подраматична симптоматологија, ќе побара помош од сопствениот матичен педијатар, а дури ако има потреба, педијатарот ќе го упати и на инфектолог, па ќе се направат додатни прегледи и серолошки проследувања. Значи, јас мислам дека место за грижа и за паника, кога е болеста во прашање, нема. А има одреден период од годината кога почесто се среќавате со пациенти заболени од мононуклеоза на инфективната клиника? Па, дефинитивно болеста се јавува скоро во тек на целата година. Имаме спорадични случаи на појава на заболувањето. Некаде, да кажам, есенските и зимскиот период може повеќе, значи се јавуваат вакви случаеви на мононуклеоза, меѓутоа не е исклучено дека и во останатиот период од годината може да се јави.
Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта и што ни објаснивте многу аспекти поврзани со мононуклеозата, болеста позната како болест на бакнешот. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и секако гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин 12 часот и 50 минути кога зборуваме за разни теми поврзани со нашето здравје. Ви посакувам пријатен и убав ден.